Кандидатот за градоначалник на Центар, Горан Герасимовски, ја замрзнува предизборната кампања за да се справи со ѓубрето во неговата општина. Денеска заседаваше кризниот штаб на Центар, каде се одлучи сите вработени во општината и ПОЦ да бидат мобилизирани на решавање на овој проблем. Поставување мали контейнери за отпад во густо населените места, ѓубрето наместо во Дрисла ќе се носи на посебен плат со мали камиони, па оттаму ќе биде транспортирано во депонијата. Покрај вонредната дератизација на околу 1900 шахти, викендов ќе се спроведе итна дератизација и дезинфекција во училиштата и градинките. Во текот на ноќта се чистеше ѓубрето во општината од страна на нивните хигиеничари и градоначалникот. Ќе бидат поставени помали контейнери за секојдневен отпад во густо населените делови и поголеми контейнери за кабаст отпад на стратешки локации. ЈППЦ ќе организира посебни пунктови и распоред за собирање на угостителски отпад. Во сите 1980 шахти се фрла сертифициран препарат, но потребно е да се спроведе дератизација и во сите згради. Ѓубрето во Центар денеска го чистат и работници од Куманово, откако кандидатот за Центар Мирослав Лабудовиќ побарал помош од Максим Димитриевски. Му се јави за подршка на кандидатот и актуелниот градоначалник на Куманово. Излегува денеска со едно возило, со нивна оператива. Се надевам дека денеска ќе ја надополнат оперативата. Техничките можности овозможуваат да се собираат овој тип на контейнери и целото ѓубре што околу нив, така што да не дозволиме зарази да не се шират низ центарот на градот. И кандидатот за град Скопје Орце Георгиевски од утринава со службите чистат смет од контейнерите во кисела вода. Го повтори предизборното ветување дека ќе го исчисти Скопје за 72 часа откако ќе стане градоначалник. Цел изминат период заеднички со наши сили, но и со општествено одговорни компании вака реагираме бидејќи комунална хигиена не ја работи својата работа и така ќе продолжиме уште наредните 10 дена се до моментот додека не ја преземе градската власт и не ги средиме конечно состојбите таму, земајќи во предвид дека за 72 часа конечно градот Скопје ќе направиме да блесне. Но против кандидатот на Георгиевски за Скопје, Амар Мециновиќ, вината за хаосот со сметот ја гледа во владата, која намерно ги оставила скопјани да се гушат во ѓубре пред избори, а кризна состојба можела да прогласи многу порано. Со оваа нова ситуација со ѓубрето, каде што сака да се прогласи кризна состојба со ѓубрето во Скопје, тоа значи дека секогаш можеле да ја направат, но очигледно дека владата сакаше до крај да ги истроши скопјани, до самиот крај, до предизбори, за да прави театар од нивното здравје. Токму тоа го прави моментално владата и покажува дека е деструктивна влада. Кадрите на Мицкоски се виновни за хаосот со ѓубрето, објави и се уште актуелната градоначалничка на Скопје Данила Арсовска. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје по закон е основа за одлуки и согласности е надлежен Советот на град Скопје од ВМРО Ивлен. Управниот одбор кој управува со КХС 4 години е составен од членови на ВМРО Ивлен и избран од Советот на град Скопје. Ниту еднаш Советот на Скопје, чие мнозинство е на ВМРО ДПМН Ивлен, не призало мерки да се обезбедат услови за работење на КХС и да се разреши управниот и надзорниот одбор на предпријатието, како што налага законот, пишува градоначалничката. Тамара Дичевска, Сител телевизија.